Скандали, политички притисоци, мито, дел од оние кои одлучуваат за човечки судбини вмешани во најкоруптивни сделки. Белите јаки кои оставаат безредие во правосудниот систем мора да сносат одговорност, инаку нема напред. Експертите предупредуваат за свилен гајтан за судството, кое е паднато на колена. Последниот случај со апсењето на врховниот судија кој беше фатен со 10.000 евра мито покажува дека се одмотува криминалното клопче, кое сепак го имало и во највисоките инстанци од судската власт. За да имаме правна држава, секој што ќе се огреши пред законот треба да биде казнет. Секој, без исклучок, секој граѓанин, без разлика на неговата функција, мора да сноси својата одговорност. Со тоа што кај функционерите, избрани и именувани, одговорноста е секојаш поголема. Не прејудицирам вина доколку се докаже за секое лице, без разлика дали е судија, обвинител, представник на влада, на парламент, е одговорен пред законите. Додека не сватиме како држава дека никој не е повластен пред уставот и пред законите и дека сите сносат еднаква одговорност, ќе се мачиме и ќе разговараме и ќе поставуваме дилеми дали постои правна држава. Довербата тешко се стекнува, а лесно се губи. Нема да се опоравиме уште долго, вели Караџовски. Довербата тешко се стекнува, но лесно се губи. И сега враќањето на довербата во судството ќе оди многу споро. И јас мислам дека така ќе биде и уште долги години дека рейтингот на судството нема може благ пораст да има во наредниот период, но драстични промени не очекувам. Во процесот на реформи фокус треба да биде Судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители. Поранешната врховна судијка Вера Коцо порача: потребни се судии со интегритет, кои ќе овозможат да имаме професионално и независно судство. Треба судството да се занимава со зголемување на својот интегритет, со зголемување на својата способност, со она што значи честно, професионално, независно судство. Но особено да се внимава што значи избор на судии. Изборот на судии главно го врши Судскиот совет. Дали Судскиот совет е доволно стручен и кредибилен, би рекла, а од друга страна и Академијата за судии и јавни обвинители игра многу важна улога во она што значи квалитет на еден судија. Обвинители под истрага, судии зад решетки, политички притисоци, урнати процеси, криминал кој долго чека да биде гонет, корупција која ги удави надежите за независен правосуден систем. Епилогот е стопена доверба на граѓаните во судството.